Петар Арсовски, политички аналитичар, следе наш гостин на скајповска линија. Линковите нормално еден во обвинителство, еден во собрание, бидејќи се случува лидерска средба, меѓу другото. Арсовски, доколку се слушаме, добро дојдовте во студио 10. Се слушам, Мишко, добро утро. Вака, да ве вклучам во програма и да не знаеме дека станува збор за Македонија и да ви кажам, има една држава, во неа се случува непосредно, имате непосредни избори за шеф на обвинителство за гонење организирани криминал и корупција, имате непосредни парламентарни избори, имате непосредни избори, не знам, за избор на ова, избор на тоа, и ќе речете, ова е нешто неверојатно, дали можно ли е да постои ваква држава? И сега на толку непосредни избори, како е можно ништо да не функционира во државата? Ме потсеќа тоа на една анекдота која слушнав претходно. Ми велат како е во Македонија, на прва луѓето велат добро е. И кога ќе прашат добро е, може ли малку подетално да ни објасните? А во детали не е добро. Така што вака навидум како што велиш ти, се изгледа супер, ние се движиме во некаков правец кој треба да го демократизира општеството, меѓутоа проблемот е имплементацијата. Ние долго се соочуваме со слични проблеми, а тоа е дека на хартија законите не се добри, а на терен не се спроведуваат. На хартија политички инклузивниот диалог е замислен како што треба, но не се одвива како што треба. Мислам дека е тоа прашање за зрелост на општеството и на политичките елити, а не само за тоа какви механизми формално или номинално се поставени за таков инклузивен политички диалог. Денес имаме лидерска средба, пред тоа сите бараа лидерска средба и сите ќе одат со разноразни барања. На крајот Ковачевски ја свика во собранието со лидерите на парламентарните партии. Темата на која што ќе се разговара е европскиот пат на земјава и одлуките што треба да се носат со консензус. Предпоставам овде пред се мисли на уставните измени, иако ВМРО-ДПМН која е најголема опозицијска партија од македонскиот кампус, Мицкоски кажа дека ќе оди, меѓутоа и тој ќе оди со своји барања, а нема да оди со одака безусловно. Албанските партии одат со своји барања, кога веќе се отвори уставот, да го извадиме тоа 20%. Што можеме да очекуваме од оваа лидерска средба? Прво, дали беше неопходна оваа лидерска средба? И второ, зошто баш сега? Мислам дека временскиот притисок е затоа што е при крај објаснувачкиот скрининг и се почнува со билатерален скрининг во процесот на преговори со ЕУ и дека веќе почнува притисок за некаков план за тоа како тие преговори ќе продолжат, односно дали ќе успееме да го смениме уставот за да може да се отворат поглавијата кои се всушност и најголемиот услов за Македонија да ги добие предпристапните фондови кои не се за занемарување, тие се големи за македонската економија значат многу. Така што мислам дека е тоа првиот притисок што се однесува до време. Вториот притисок што се однесува до време е овој пакет реформски закони за помош на стопанството и на граѓаните за кои е потребен некаков поширок консензус. И трето е можеби политички опортунитет, односно фактот што долго време нема ваков стабилен политички диалог. И сега точно е тоа што го спомена, дека секоја партија доаѓа со сопствена агенда на овие преговори. Тешко е да се очекува дека тие веќе во првата средба ќе најдат пресек помеѓу нивните агенди, бидејќи списокот на желби е голем, а не верувам дека партиите може да постигнат консензус за сите. Но важно е да се отвори тој диалог и важно е да продолжи. Еден по еден, можеби проблемите можат да се решават со некаков посериозен политички консензус, но на крајот на краиштата, дури да не се решат, важно е партиите да ги исчистат своите позиции, да се знае која партија за што застапува, што предлага и што поддржа. Ова е прва лидерска средба на која што, да, може да се разговара за предвремени парламентарни избори, но некако сите кога ги прашате, особено опозиционите партии, тие ќе велат, да, треба предвремени парламентарни избори, а во себе и онака ги гледаш дека Бога молат што побрзо видејќи како да ги зимате. Иако приметиме, практично тие не се ни на пиедесталот искачени предвремени парламентарни избори. Устав се отвара, дај ова 20%, ВМРО-ДПМН дај за уставни измени, да може, ама реципроцитет да има, СДСМ, владината коалиција заедно со ДУИ, европскиот пат да го терем, никој не зборува за избори. Обично не сите зборуваат на лидерска средба за предвремени избори. Логистички е тешко да се случат изборите наредната година.
Од чисто практични причини. Како што се доближува терминот за редовните парламентарни избори, така предвремените парламентарни избори ќе станат тема која е се повеќе и повеќе адакта. Реален термин во кој изборите би можеле да се сметаат за предвремени е пролет 2023. Бидејќи веќе на есен 2023 тие се толку блиску до редовните избори што тешко дека некој од тоа ќе направи политички поен дека избоксувал уставно речено предвремени парламентарни избори. Сега, ако прифатиме дека единствениот термин е пролет 2023, за тоа да се случи, имајќи предвид дека во Македонија последните 100 дена е технички премиер, тоа значи дека партиите би требало во наредните 2, 3, 4, 5 недели да постигнат договор за предвремени парламентарни избори. Не гледам дека таков пресек на волја помеѓу партиите има. Оние кои го бараат тоа со пола уста, а владата релативно децидна дека односно партиите во власта, владачкото мнозинство во моментот релативно децидно дека не размислуваат на предвремени избори. На крајот на краиштата, во ситуација на сериозна енергетска и економска криза, изборите само ќе ја влошат состојбата, бидејќи ќе ги парализираат институциите додека траат изборите. Така што мислам дека шансите за избори пред нивниот редовен термин се минимални. Партиите кои го бараат тоа затоа што е тоа некаква опортунитетна политичка агенда, но всушност не гледам дека партиите се премногу заинтересирани тоа да им биде sine qua non, односно услов без кој не се може. Така. Ковачевски од владата велат ќе се разговара за европскиот пат на земјава и за одлуките што треба да се носат со консензус. Овде пред се мисли на уставните измени. Меѓу другото, фокусот се уставните измени. Споменавме и го споменавте и вие затоа што завршува оној дел од скрининг процесот и сега оди оној билатералниот, односно заврши објаснувачкиот. Сега одиме ние да реферираме за тоа до каде сме, што сме, како сме. И ќе биде потребни функционирање на собранието. Можеби меѓу другото затоа што и во самиот извештај на Европската комисија беше нотирано токму собранието како еден од неспособните и можеби прегруп збор, меѓутоа алатка која што не функционира. Собранието практично нефункционално и доби практично ниска оцена. Многу ми на прстот го вперија во опозицијата. И сега претпоставувам овде најмногу ќе се кршат копијата околу она што се уставни измени апропо внесувањето на бугарите во уставот. Самото внесување на бугарите во уставот, онаму каде што се спомнуваат и другите етнички заедници, е релативно бенигна промена. Проблемот е што таа во меѓувреме стана поле за партиско препукување. ВМРО ДПМН релативно тврдо застана во некаков став дека еден пратеник, ако гласа за уставните измени, ќе се заминат, ќе се распуштат и така натаму. Гледаме некакво омекнување на тој став во последниот период, во смисла на тоа дека веќе има услови под кои тие би размислувале да ги поддржат уставните измени, меѓутоа условите кои ги испорачуваат се невозможни, а тоа е Европската унија на пример да гарантира дека ова ќе биде последното барање во текот на преговорите. Такви гаранции не постојат за никого. На крајот на краиштата може друга земја членка од други причини да го блокира напредокот на Македонија на поле кое е за нив важно. Например, Холандија изгласа во парламентот последните месец дена вето за Бугарија и Романија, мислам, да станат членки на Шенген зоната. Така што такви гаранции се невозможни. Во таква ситуација не знам како ќе се отплете ситуацијата со бугарите во уставот, особено ако за таа тема имам уште 10 прашања за кои треба да разговараме. Барањата на албанците, барањата за како ќе биде изборот на председател, новите амандмани кои ги предложија дел од албанските партии за борба против корупција, односно да не застаруваат делата од корупција и така натаму и така. Што е списокот поголем, тоа е помала веројатноста да се најде консензус по сите прашања. Така што во оваа ситуација мислам дека е главната борба ВМРО ДПМН и СДСМ да се обидат да најдат некаква согласност за промената на уставот која овозможува Македонија да ги отвори пристапните фондови. Ако тоа се случи, албанските партии ќе бидат под притисок своите барања да ги стават условно речено под тепих додека не се заврши ова, бидејќи тие барања постојат, односно се ставаат на маса само затоа што ова не е расчистено. И понатака се создаде некаков амбиент во кој ќе има некаков нормален политички инклузивен диалог во институциите
на државата, најмногу во собранието. Обично овие работи, особено за пакетот енергетски закони и така натаму, се решаваат по собрание, но не е невозможно и не е невообичаено вон собранието партиите да дискутираат на вакви лидерски среди. На крајот на краиштата собранието, промената на статусот на собранието, односно колку пратениците ќе бидат слепи послушници или ќе имаат и свој став и колку ќе се премести дебатата таму, зависи од изборниот модел и од начинот на кој се поставени партиите. Тоа е една поширока дискусија. Но на крајот на краиштата најважно е да се отвори политички диалог. Во таа смисла најважно е партиите да учествуваат во политички диалог, да видиме дали сите ќе се појават, не знаеме ние се уште, дали сите партии ќе се појават на тој политички диалог, и ако се појават, да видиме како тој да го направиме да биде нормален процес кој ќе се одвива постојано. Да, Левица кажа дека нема да учествува, еве сега читам дека ИК сами ќе ја одбил понудата на Ковачевски за лидерска средба, тој за во 11 часот закажа пресконференција, па очекуваме да видиме што и како ќе соопшти сами. Колку се блиску или далеку ВМРО и СДС од договор, бидејќи кога слушаме ние уставни измени, нас не се случуваше да излезат и од Алијанса, да, и од ДУИ, Артан Груби да каже дека ќе гласаат за уставни измени за внесување на бугари многу поголемо од двотретинското мнозинство, дури ќе стигнеме и до 100 пратеници. Сега тие велеа 80, па оф да рекорд одат и до 100 пратеници. Еви да се согласи ВМРО. Ако гледаме политички опортуно, како ВМРО ќе излезе од ова позиција, ама треба да излезе како победник. Ние приметуваме дека малку е омекната позицијата во однос на оној тврд ригиден став. Мој пратеник, наш пратеник нема да гласа, па одеднаш да видиме реципроцитет, малку омекнување, но нели секогаш треба некој да излезе како победник од приказната. Тешко е за ВМРО ДПМН сега да прифати да го после тој тврд став претходно, по било кој изговор, да го прифати промена на уставот. Тоа евентуално може да се случи ако добијат некаква концесија која би била значајна која би направила нив политички некаков бенефит, да може да го прогласат тоа како победа. Јас во моментот не гледам таков пресек. Може би има нешто што не гледаме ние. Но мислам дека ВМРО ДПМН ќе калкулира со борбата на парламентарните избори. И мислам дека досега искуството покажува со нив дека се тие поконструктивни за вакви процеси кога се на власт, одошто кога се опозиција. Едноставно за нивното гласачко тело во моментот нема бенефит од омекнувањето на ставот. И фактот што тие се надпреваруваат на десниот политички спектар со левица, која е исклучително радикална, ќе го направи и ВМРО ДПМН порадикален по тоа прашање. Така што мислам дека шансите ВМРО ДПМН да се трансформира, иако имаат некакво кокетирање со помек став како што гледаме последниот период, но мислам дека суштински не може да ја преминат таа линија, дека тоа ќе биде за нив многу тешко, односно многу ќе ги чини во политичка смисла. Иако тешко е да се предвиди, сепак со голем број од познавачите, аналитичари, политички аналитичари велат некако се изгледа дека на крајот од денот ќе се вметнат бугарите во уставот, ќе биде постигнат тој консензус и сите ќе отидат на избори. Можно е такво сценарио? И тоа е возможно. Прашање кој од таквиот маневр би бил победник. Ако предпоставиме дека ВМРО ДПМН има тврд став против внесување на бугарите во уставот, тогаш омекнување на тој став само за да добијат избори ќе им го наруши резултатот на изборите на ВМРО ДПМН во тој случај. И не сум сигурен дека тие ќе се согласат на таков маневр, бидејќи таквиот маневр после волку тврд став и после најавите дека еден пратеник како гласа ние се заминуваме, само за избори да го сменат тој став, мислам дека ќе биде многу тешко. Односно не гледам како тоа ќе го направат. Се разбира, изненадувања се можни. Но ако некаков механизам се појави за гласање на уставните измени, инстинктот ми кажува дека тој ќе биде поблиску до механизмот кој се користеше за Престанскиот договор, одошто до некаков поширок политички консенсус. Колку е реално ова барање на Алијансата, Таравари кој што го соопштува и другите албански партии за тргање на 20% од уставот, кога е во прашање формулацијата 20%, и дали ова пак на некој начин се ако се оди по ова теорија, тогаш ќе треба да се отвори рамковен договор или ќе влеземе во други лабиринти? Во моментот Македонија е дефинирана како граѓанска држава, во која колективните
етнички права се остваруваат преку емпирија. Значи, било која етничка заедница, која има над 20% на централно или на локално ниво, ужива некакви права во смисла на заштита на јазик, култура, да се обрете на својот јазик, тој јазик да биде во службена употреба на национално или на локално ниво и така натаму и така. Промената на тој модел ќе значи дефиниција на некаква полубинационална држава, бидејќи во тој случај ние таксативно ќе ги наведеме етникумите кои ги имаат тие права и ќе го напуштиме моделот дека тие права им следуваат заради составот на пописот, туку ќе ја дефинираме државата на некаков друг модел. Не сум сигурен дека тоа може да се направи без некаква поопсежна дискусија, бидејќи автоматски тука ќе се отворат прашањата како на пример дали во тој случај треба да имаме и дводомен парламент. Дали на локално ниво треба да се дефинираат етничките заедници кои на локално ниво ќе ги уживаат тие права, бидејќи во Македонија има општини каде ниту македонската, ниту каде има места во кои 20% има од трета етничка заедница која ги ужива правата од официјален јазик на територија на таа општина. Како тоа ќе се дефинира? Како ќе функционира Бадентер во тој случај? Како ќе функционира балансерот? Тоа се легитимни прашања. Како ќе функционира изборниот модел во тој случај на крајот на краиштата? Ние сега сето тоа сме го дефинирале преку процентите. Секој кој ќе добие толку и толку проценти му следува балансер, заштита од мајоризација преку Бадентер, му следуваат права и така натаму и така натаму. Ако тој модел го напуштиме, треба да има малку поопсежна дискусија, бидејќи тоа не е само едноставно бришење на тие 20%. Тоа е разговор за тоа како ја дефинираме државата во смисла на мултикултурна демократија. За денеска закажана лидерска средба, а министерот за надворешни работи, освен што оди во Бугарија, денеска од ново именуваната американска амбасадорка Анџела Агелар ги прими акредитивните писма, со што таа ја почнува дипломатската мисија и многу работи се поклопуваат. Сега може би е случајно да не влегуваме во оние теории на заговор, меѓутоа ете почнува новата амбасадорка која што патем кажа дека борбата против корупцијата ќе биде незиното главен мотив и главна работа, фокусот ќе биде ставен додека ја ова дипломатска задача во Македонија. Така што во овој контекст можеме да очекуваме по засилен притисок кон нашите па и политички и бизнис структури? Во секој случај можеме да очекуваме зголемен притисок во борбата против корупција. Тоа веќе се нотира и во извештаите од Европската Унија и во приоритетите на State Department како еден од главните ендемски проблеми не само во Македонија, туку на Балканот воопшто. Мислам дека тоа ќе биде фокус на наредната администрација во амбасадата, но и кога ќе го отвориме билатералниот скрининг. Така што мислам дека во таа смисла ние не треба да очекуваме дека тој притисок ќе се намали. Само ќе се зголемува и само ќе станува поостар. На крајот на краиштата, општеството кое има ендемски вкоренета корупција, особено ако е институционална и системска, тешко може да спроведе било какви реформи. Тешко може да испорача било каков сервис за граѓаните и така натаму и така натаму. Така што мислам дека не верувам ни јас во тие теории на заговор дека тоа се поклопило едно со друго, меѓутоа таа тема ќе стане еден од главните столбови на кои ќе разговараме во наредните 2, 3, 4 години. Ацовски, очекувате ли судирот на релација Скопје-Софија, судирот, вербалниот судир ова со отварањето на клубови да се зголемува и понатаму? Не. Мислам дека во моментот, ако тоа се стави во некаков институционален колосек, значи во моментот проблематичен е наративот со кој се отвараат клубовите, а не само клубовите. Клубовите како институција се дефинирани дека можат да се отварат. Впрочем, во Софија во моментот функционира културно-информативен центар македонски. Државно спонзориран. Проблемот е што секој пат се наоѓаат клубови кои се проблематични или по тоа кој ги финансира, или по нивното име и наратив. Нема недостаток на национализам на Балканот, и прашање дали ние таа ситуација ќе можеме да ја ставиме во некаков нормален колосек. Инаку размена на клубови секако да го треба. Так. Сосема за крај, бидејќи и вие имате обврски, што можеме ние да очекуваме од лидерската средба
едниот дел и другиот дел, ако не одат ка самија пасија, бидејќи со парламентарни партии, дали по дефолт Ковачевски, бидејќи тој ја свикол лидерската средба, нема да смета на поддршка на пратеници, колку имат левици имаат двајца и Беса има, мислам, пратеници. Историски гледано, секогаш партиите кои не учествуваат на овие средби или бойкотираат собрание или институции, на крајот излегуваат зијан од тоа. Мислам дека тоа ќе се повтори и во овој случај. И тоа не значи дека другите партии не можат легитимно да донесат некаков политички консенсус без овие партии кои учествуваат. Кешки нека се договорат за некаков политички консенсус и за некои пакети кои би биле во доброто на граѓаните. Мислам дека не е проблем одсуството на тие партии, ниту ќе го намали легитимитетот на таквиот политички консенсус. Но тоа што го очекувам во моментот е сите партии да дојдат на лидерската средба, да си ги кажат секој својата позиција и да си заминат со јавно истакнати позиции кои очигледно во моментот немаат пресек. Така што немам некакви спектакуларни очекувања од денешната лидерска средба. Значи, како што велат колегите од Deutsche Welle, високи гости, ниски очекувања, во смисла на тоа што ќе имаме лидерска средба, од оно што можам да го прочитам од оно што вие го кажавте, е дека практично на оваа прва средба, која што обично нели е запознавање, карикираме секога, ќе бидат кажани само секој ќе си каже своите ставови, кои што и нема да има никакво поместување, например да се барем некаков минимален договор, не очекувате? Може би да се случи некаков договор за пакетот енергетски закони и закони за помош на стопанство бидејќи тие се акутни во криза. Инаку за другото мислам дека ќе бидеме сведоци, најверојатно ќе бидеме сведоци на едно добро испиено политичко кафе. Да, и веројатно договор за нова средба. Петар Арсовски, благодарам што бевте гостин во Студио 10. Благодарам на покана. Петар Арсовски, политички аналитичар во Студио 10 на скајповска линија. Слушнавте на крајот дека една од клучните теми на лидерската средба, меѓу другото ќе бидат и енергетската криза.